Питачи. И така мачно, најпосле, стануваме свесни дека е за нас, кои веќе нагло старееме, љубовта толку скапоцена, што нема надеж дека воопшто може да ни припадне, ако еднаш сме ја загубиле или никогаш и не сме ја сретнале. Ние мораме дури и од своите деца да питаме малку наклонетост, поблага насмевка, трошка повеќе внимание, писменце поинтимно интонирано. Ние стануваме питачи на љубов. Се фаќаме сами себе си во мислата дека би сакале да застанеме на аголот приквечер, кога се палат излозите и забрзано врват луѓето. Се надеваме на средба, иако тоа е сосем илузорна надеж. Со оваа силна песна, здраво миле, од Блаже Коневски, на 30 годишнината од неговата смрт и на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, со голема чест и задоволство ја отварам оваа аполониска вечер во овој антологиски хотел Аполонија, да почнеме да ги прославуваме. Се надевам дека до баханалии ќе завршиме на крајот. Голема благодарност до Стефан Марковски, директорот на библиотеката Гоце Делчев од Гевгелија, за поканата. Денеска со нас се повеќе автори, поети од Прилеп, Битола, Кавадарци, Скопје и од други места. Да, имаме и од Гевгелија, имаме еден специјален гостин, Лазар Арнаудов беше или? Аризанов, така, Лаки, кој ќе ни се придружи. Се надеваме дека ќе ве инспирираме и вас, кои имате нешто да кажете. Поетри слем е всушност, нели, за вземање простор. Еден господин ме праша што е слем. Слем е надпревар, да, доаѓа од американскиот збор слем, што значи забивање или закуцување, но тоа е всушност надпревар, каде што луѓе излегуваат и ја рецитираат својата поезија и публиката ги оценува за нивните изведби и текст. И така се добива прво, второ и трето место, но тоа секако дека не значи, затоа што за вкусовите, како и за боите, не може да се расправа кој е најдобар или подобар, секој си има свое место во етерот. Со денеска со нас е овде првото и второто и третото место на Поетри Слем Македонија 2023, односно 13 годишниот слем надпревар кој се случува редовно во Прилеп. Тука ги имаме и гостите, односно организаторите и коорганизаторите, Елена Пренџова и јас, Игор Трпче. Тука ни е Тихомир Јанковски, првото место Миланчо Пендев, второто место Виктор Спасевски и трето место Викторија Дамчевска, не Танчевска, но грешки се допуштени, се разбира. А за музичко-естетскиот дел ќе се погрижи Методија Костовски или Менде Кецо, кој само што си даде оставка од советник во собранието на локална самоуправа Прилеп. И му посакуваме успех во новата кариера, затоа што заслужено го направи оно што мораше да го стори. Знаете кој е овој човек? Бошко Бозаджиевски. Сте слушнале за тој ваш сограѓанин, мој колега, драг лик, поет, автор, глумец, специфичен дечко. Го запознав далечната 2003-2004 година, кога дојде во бифето на Народниот театар, каде јас бев келнер, чистач, служител и се друго. Супер се дружевме. Со задоволство сакам да го подарам овој портрет на Бошко од мојата сопруга, сега веќе бивша, Бојана Артиновска Трпчевска, која го нацрта постхумно за издавањето на ова дело, чие
исто така нејзино дело, на покана на Милијана Ленак, која преку Буден театар постхумно ја издаде неговата збирка Неисцрпен. Ќе почнеме со таа поезија, Стефан, молим те да ја примиш оваа и се надевам дека ќе ја урамиш и дека ќе стои во библиотеката Гоце Делчев. Не е оригинал, тоа е, да, оригиналот не го давам, тој е кај мене дома. Да, го подарив на Скопски фестивал на платно отпечатен, да. Јас вака ги даруваме сите. Благодарам, Роче, за поканата и се надевам дека, да. А еве кој беше и како зборуваше Заратрустра и Бошко. Ода на самосожалувањето. Не ме бива. За кур не ме бива. Немам храброст, немам волја, немам пари. Ништо не ми оди. Професорот ме мрази, ми се ебе. Немам кој, немам што, немам со што. Тешко ми е, ми се плаче. Не ми иде инспирација. Јас сум путка сум јас. Бегам нон-стоп. Немам мајка, немам татко. Сираче сум. Ми се ебе. Кој ќе ми даде? Кој ќе ми даде? Јас сум младо момче. Јас што имам тажен поглед и што ноќе по улици шетам. Шетај, пријателе, шетај. Еве ова е уметност. Убаво е да се има сериозни критичари на нашава трпеза вечерва. Аполониска или баханалиска, се надевам дека ќе стигне и таква. Ова песна е напишана 13.8.2001 година. Скитам по перверзните тротоари, автобуски станици, каде што фигури просат за оформен облик. Гледам личности кои глумат лудило. Невини девојки симулираат блудило. Тинејџерки чија лимфа врие на минус 20 мегабајти. Лицемерни реклами, рака од сивило, луѓе во автовки правејќи кој знае што. Ништо посебно. Девојки и фраери, без храброст да го кажат она што е важно. Само прогласени уметници. Само маглата се спушта ниско и прави облакодери од шесткатните згради. Наркоманите чекајќи ја својата дневна болница ноќе, врескајќи, проколнувајќи ја минималната доза надеж, просејќи го брашното на судбината, просејќи од
паднатата звезда, метеориот, тромадоли, цели хорди од фамилии, шетајки ги своите паразитски кучиња, болвите се осамени, облаците осамени. Овде љубовта е искушение и заемна корист. Скопје е добар град само во лошите песни, а ова е многу лоша песна. Па сеа ти види. Благодарам. Ете, почнавме со Блаже Коневски и Бошко Бозаджиевски. Верувам дека ќе се инспирирате и ќе сакате да кажете и вие нешто, вашиот порив, вашата внатрешна лава да излезе на површина, а за почеток ние ќе поканеме една девојка од Битола, која не знам дали Мирца или нешто пишува на интернет во моментов, која редовно или последните години поредовно доаѓа на Поетри Слем Македонија. Валерија Дамчевска од Битола, дами и господа, која оваа година заврши на одличното 3-то место. Welcome, Валерија. Здраво на сите, јас сум Валерија Дамчевска. Не знам да пишам љубовна поезија, ама зато плукам по системот за сите пари. Вечерва ќе кажам неколку збора за персона нон грата, што секој еден од нас е некогаш. Персона нон грата, затворен во катакомба, под притисок на дадена норма. На радио слушаш странски инвестиции во нова форма. И вака и така си мата, туку денес ке ни покачат плата. Правен систем и закони фекалија, а убиства баталија. Ако еден живот е помалку вреден, до кај сме? Кој од нас е следен? Ти? Јас? Кој? Статус на господа во скап костум, што се чуват лешој ко ајвар в подрум. Персона нон грат, пристап на разврат. Животот оди напред, а се враќа. Провокација, чисто за рекреација, последена со дискриминација. Мислиш голема креација. Аплауз. Ајде малку аплауз. Нулта реакција. Персона нон грата. Долга е алчната рака. Прими почит, па на човек плукај. Површниот пристап е врежан. За расипани срца, лек нема. Пренесваш болка за да те бодрат 1001 шанса, коцкаш и се криеш како ППП во ќорсокак. До кога? Лажи, плати, дај ми, нати, земи, врати. За љубов на рати. Персона нон грата. Се враќа. Кармата е кучка, мава кој ќе не си свесен. Ти враќа со иста мера во лев предел. Добиваш поклон, додиш по работ до одрун. Дури ти сонваш и планираш за рајот, Данте во пеколот ти го чува крајот. Фала ви на сите. Има некој желба да изрецитира нешто на оваа аполониска, баханалиска вечер. Ако не, јас пробувам да најдам една повторна од Блаже Коневски и е многу актуелна. Иначе Блаже Коневски е еден редок автор кој што е роден на 19 декември, Свети Никола, а починат на 7 декември, тоа е заслугот на Свети Климент, на два големи празници. Бог да го прости, навистина голем автор.
Свети Никола Златен пак се си принесе што треба. Го пречекавме и со посна сарма, и со граф, и со риби на кромит. Не е како некогаш, кога спроти празникот ќе изнадојдеа сега покојните и ќе седнеа околу трпезата. Се почнуваше со леблебија, расол и сторени пиперки, мезе за домашната ракија. По вечерата иди комињакот и, она што Миле најдобро го прави, раскажувањата. Потоа гостите легнуваа, кој кај се нашол. Ордан, тетин ти, Бог да го прости, нели беше псалт, ке запееше во сонот. Господи, помилуј, Господи, и потоа тивнуваше ноќта. Тоа што минало, ама сепак сполај му, евене, живи и со Господ напред се плоди нашево племе. Во вистински момент телефонот сад. Плодно да биде, само и берикетно. Валерија, за незина среќа, е нашата најмлада представничка. А сега ќе го поканам, ги бирам оние кои што се заблудани по интернетот и во нешто што пишуваат сега, а тоа е Тихомир Јанчовски, нашиот највозрасен и најетаблиран автор, кој веројатно има издадено дела колку сите овдека денеска дојдени автори, поети. Со Тихо, ти благодарам за присуството овде и многу ни е драго кога си наш гости. Добра вечер. Еве, во меѓувреме јас почнав да носам и научари, инаку не можам да читам. Сега ќе прочитам песната Ден година, која е од збирката Пред некое време, а новата збирка се вика Ден година. Некојаш мислам дека тоа ми се случува. Аха. Сега треба близко. Поблиску. Овој не работи. Аха. Абе, Миле, јас те слушам уво, овој не ни треба. Ден година. Зад секој прозорец што свети ноќе се крие најмалку еден човек и еден негов минат ден. Во секој гроб спие една приказна за еден минат живот, било да бил остварен или не. Има толку многу зборови за секогаш отидени неврат. Сите мали суштества се чудесни, било маче, куче или дете, пиле или гуштер, било што. И животните си играат, имаат чувства, се радуваат и тажат, разбираат и слики, многу од нив, дури и повеќе од нас. Не можат да научат едно, говорот, зборот.
нема како. Да се изучува историјата, следот на настаните во нечиј живот е сосема безсмислено, јалов труд. За да разбереш нечиј туѓ живот, треба да го потрошиш својот, а треба и ти да живееш. И човек може да е најслободен, дури и кога е затворен в кафес, ако живее таму и тогаш. Денес денот беше долг и убав, ден година. Ќе го угасам светлото и ќе си легнам. Месечината ќе свети. Вечерва личи на сијалница од 1000 вати. Обично заспивам пред да ја допрам перницата и веќе не сонувам ништо. Благодарам. Се затрупавме. Се затрупавме со партали, со бубег, со најлони, со полни врејки од кинески пазари, со надојдени води, со прскани овошја, набилдани пилиња и луди говеда. Се токмиме со засукани мустајки, засукани ракави, со стокмени веги и прсти, што покажуваат знаци, без раци и зрачења, без созерцувања, без созвучувања, немо. Ке тонеме ли пак слепо? Ке речеме, историјата се повторува. Ке ни е крива од комшијата, фамилијата и биографијата. Ке се определуваме ли според географијата или според ликата и приликата или според политиката? И како во тујги чејли облечени маршираме вместо според логиката на информатиката, вмрежени во сенародното оро, не престануваме да бидеме робови на електриката, зависни од нафтата, желни за профит на огромна штета на природава сета, света. Се затрупавме, се потопивме, се потоморивме, се изнавикавме и пак не се искажавме. И пак не се докажавме. И пак не најдовме доволно разум и сила да не го избереме патот кој добра намера го поплочила. Се затрупавме со ѓубре, отрови, пластика. Ни недостасува ментална гимнастика. Кабли, полначи, батерии, лоши преводи, синхронизации на турски серии. Се преполнивме со дезинформации, дезинтеграции, децентрализации, црни хроники и полициски акции. Се изнаслушавме експертски реакции. Се збиравме по митинзи, по контрамитинзи. Се изнаплукавме по личности, по улици, по згради и скулптури. Се испотепавме ко карикатури, ко восочни фигури оставени на сонце. И се поради недоразбирање и различности. И пак не знаеме што правиме. Еден
што се вика Игор Трпче. Се вика Игор Трпче и во Прилеп живее, да свири не знае многу, ама многу сака да пее, тој пие Крали Марко, Марко Цепенков чита, на работа оди и за леп понекош пита. Сум учел јас за глумец, ама слабо плата земав, сега се подобри работата. Постои како песна, да. До кај бев? Ме бара кој што сака, а да платат ич не ичат. Ме третират ко дебилче, дури полошо од сакат. Јас сум џабе дипломиран и многу лошо инвестиран, ама шо ми е гајле? Мене не ми е срам. Скроз сум не салам. Јуху, јас сум конзервиран, во витаминка рафиниран. Смоки јадам да се смирам и со синтагма дезертирам, ама шо ми е гајле, мене не ми е срам. Како знам си живеам. 2006 десно колено сум опериран. Мајка ми и жена ми многу дома тогаш ги нервирав. Отико че одам во ВЦ морав вака на штаки да се подпирам. Ама не ми е гајле, мене не ми е срам. Скроз сум не салам. Го поканувам сега на одличното второ место, кој ни доаѓа од Прилеп и за прв пат ова година се појави на Поетри Слем манифестацијата во Прилеп. Дами и господа, составете ги рацете за Виктор Спасевски, кој допрва ќе ги освојува Слем и поетските сцени. Masculine, feminine, testosterone or estrogen. Who in hell does even give a half a sin? With or without the melanin, it's all the same specimen. Would you mind getting a grip there? Reverend, Orthodox, Muslim, Catholic, heathen, pagan, heretic. Who can even follow the damn rhetoric? Guess whatever makes you schizo, psychic, mimic whoever doesn't make you sick. Quick! Critic whenever you even get the shtick. Jesus Christ, Dios mío madre, if it isn't a soiree with Abraham, Muhammad, and Yahweh, by any chance, could you get it together now? Padre, it's been millennia with these divisions, prompt by your ancient, stupid superstitions, affecting each and every one of your life's decisions, while you stay insistent that you got them from visions of the truth. Yet truth knows we are yet to find the roots. By Zeus, you can't get the juice if you don't pluck the fruits. You can't spend a lifetime bouncing off of changing axioms and absolutes, can ya? Holy shoots, if it isn't the callous brutes who just might be all in cahoots. Besides, you're the next, folks. The suits are the boots. Can't you hear the fruits? Enough is enough. Studying this stuff should not be that tough. All you want to do is keep your head and hand up. But this individualism shit, man, has got you all gassed up. Now who's afraid of the big, bad truth? Now we go with 1, 2, 3 into the 4. 1 God, 2 gods, 3 gods, 4. 4 gods, 3 gods, 2 gods, just the one. You're a god, he's a god, she's a god, none. Oh, and just a friendly reminder, you either see God in all, or you don't see God at all. Thank you. Еве сега гледаме се инспирира еден ваш сограѓанин и тоа ми е многу драго. Тој си носи микрофон, а не тоа е телефон. Денеска сето е седно, дами и господа, Лазар или Лаки Аризанов. Аризанов јас во Струмица знам, нема има и овде, во близина. Тука сме. Пред се, благодарам на Стефан што ми ја пружи приликата за прв пат да учествувам на ваков настан и да само да
Супер, фала. Да можам да ви прочитам како последниве 3-4 години ја малтретирам хартијата, поради тоа што осеќам дека доста се малтретирав сами од себе. Ќе го замолам пијанистот ако може да ги истенчи тоновите, значи што е можно најтенко. Благодарам. на гитара, тој свири гитара Пијаното е подобро. Те чувам како последниот пар патики од основно. Те чувам како честитка за нова година, како 100 денари од баба ми во детските денови. Како далечинско во најлонска кеса. Колку многу се приврзав за тебе и многу те штитам од сите, толку пати не си вдишала и издишала целиот твој живот. Барем еднаш да помислеше на мене додека ти е досадно. Барем еднаш да ме сонуваше. Па макар и во сонот да бевме обични смртници кои се разминуваат во маркет, трагајки задоволство. Само еден рафт недели стоејки помеѓу нас, за да се погледнеме во очи. Имаш очи со боја на кокосова кора, со поглед на зајдисонце и искуство на платен убиец на чувства. Толку ли ти е тешко да ми кажеш дека ме мразиш или пак може би грижата на совест не ти дава да си ја симнеш егоистичната круна од главата направена од инает, злоба и себичност. Те замислам како отров од кој сум се напил со задоволство, а умирам со страст. Ова е супер можност кога си водител онака и после секој можеш да ускокнеш ти нешто да. Некогаш е неблагодарна работа, ама некогаш е навистина задоволство. Една жена ме маге пса да љубам, да видам се што сакам да знам, да размислам и кога губам, и пак ме остави сам. Само за тебе. Дионис вистина мислам, живе во мене знам, лудоста негова чиста ме обзема штом пишувам. 3 пати треба да мерам, ако сакам навистински да знам, ако сакам искриве од мисли во живот да ги претворам. Ако сакам искриве од мисли во љубов да ги претворам. А пошто ова не е дионизиска вечер, туку аполониска, која се надеваме дека ќе стигне до баханалиска, ајде се облекувајте се овде некако топло станува јас како што се чувствувам. И во тој контекст поканувам една јака, феминистичка девојка, која се облекла во розово специјално за вас вечерва. Дами и господа, мојата драга соработничка и коорганизаторката на Поетри Слем Македонија, составете ги рацете за Елена Пренџова која пишува кодирана поезија. Ако ви треба шифра, тоа ќе можете да го добиете ондека на масата специјално. Повели Елена. Да, благодарам. Фала за најавата, баш мислев како да се представам. Ама еве Игор многу убаво ме представи. Да, пишувам феминистичка поезија или што би рекле хејтерите, пишува против мажите. Не пишувам против мажите, пишувам за жените. Ќе почнам ќе почнам затоа што сакам да изрецитирам повеќе песни, една подолга и две кратки. Ќе почнам со можеби најпознатата феминистичка песна. Ако ја знаете, повелете, рецитирајте со мене. Мојот маж. Додека го чекам мојот маж, пијам чај од дожд. Со точно 7 капки лимон
и ниту едно чајно колаче. Додека го чекам мојот маж, пијам чај од дожд, со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче, затоа што сум на диета за мојот маж. Додека го чекам мојот маж и пијам чај од дожд, со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче, гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, зацврстувајќи ги своите привремени чувства со неколку калории плунка. Додека го чекам мојот маж и пијам чај од дожд, со точно 7 капки лимон и ниту едно чајно колаче, и гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, зацврстувајќи ги своите привремени чувства со неколку калории плунка, го дочекувам мојот маж на прагот од неговиот стан. Не! Мојот маж нема нечии туги остатоци од карми. Не. Мојот маж има нечии туги остатоци од плунка. Сега, сакам да ви кажам една анекдота. Една американка продуцентка, филмска продуцентка, дојде во Македонија и за моја чест беше и моја гостинка и сакав најдобро да ја представам, нели, оваа земја за која што не ни чула. И ја представив преку калинките. Тогаш беше сезоната на калинки, татко ми ги донесе од Валандово и викам, еве една калинка, тоа е символот на нашата земја, башка е символ на нешто што е убаво, на нешто што е фамилиарно, на љубов, на сплотеност, на семејство. И ние имаме секогаш во домот по една калинка која што стои цело време, цела година. И он вика, супер, знаеш, вика, па зарем ова, вика, расте кај вас. Да, викам, од југот, викам, расте, тоа е, викам, од еден град што се вика Валандово. И се бидејќи тој беше премногу апстрактно да го изговори, не се ни трудев, реков, од Гевгелија е. И жената научи дека калинката е од Гевгелија, ја однела во Америка и на сите им покажала органска, нели тоа го викаат таму органска калинка. И тој беше као вау за калинката од Гевгелија. Така што мене ми е многу драго што гледам овде кај пријатели на мојот татко и јас искрено се надевам дека па и на мојата мајка, нели, роднин, искрено се надевам дека такви пријателства јас ќе имам кога ќе остарам и затоа се зема малку повеќе време да се представам. Игор спомна кодирана поезија. Јас сакам да ви прочитам една кодирана песна и да ви покажам. Не знам дали може да видите. Значи, од лево е кодираната песна. Правена е во програмски јазик C++. Бидејќи јас не сум програмерка, имав помош од програмерот Владимир Петрович и тоа е еден заеднички обид да направиме уметност од нешто што иницијално не е уметност. Конкретно оваа песна оди вака. Аудиција. Не помина на нејзината аудиција. Комисијата ја подкупија со љубов. Не помина на нејзината аудиција. Комисијата ја подкупија со љубов. И уште една многу кратка, баш феминистичка песна. Ми плаче ембрионот во утробата. Си бара абортус. Секој се снаоѓа на свој начин за подобар живот. Ми плаче ембрионот во утробата. Си бара абортус. Секој се снаоѓа на свој начин за подобар живот. Благодарам. Ова е само прв круг, иначе ќе имаме и втори, трет, доколку има расположение, се разбира. На здравје. Но дека има хейтери за феминистичката поезија, морам да кажам дека има и хейтери на оптимистичката поезија. И со големо задоволство ќе ја прочитам една песна на Бранислав Николов. Некои го познават како Пијан Славеј, некои како Фолтин, како и да е наш многу драг пријател и особено силен автор. Вика, љубам да хейтам, хейтам од љубов, хейтам се шо прета, и живо и мртво. Јас без хейтот светот
немам да го смислам. Хейтам, значи постојам. Комплиментот нема смисла. Си хейтам по дома сам, а хейтам и во друштво. Со хейтомисленици, хейтаме групно, хейтам од љубов, несреќна их клета, а работам на случајот и сам да се хейтнам. Ова се вика Пигмалион во обид. Да те прашам, кукле, дали е окей да пробаме да влеземе во некој музеј? Имам вешти раце, ти си страшна мома. Може би во Лувр, може би во Мома. Дај да те дзирнам под белите гајки, како ќе те запомнам, така свет ќе памти и ќе се возбудува пред мермерот мазен, со мојот потпис исклесан под тврдото ти газе. Бранимир Николов, дами и господа. А сега за затворање на првиот круг на ова специјално аполонистичко, хейтаристичко читање, го поканувам победникот на овогодинешниот 13 годишен Поетри Слем Македонија, дами и господа, Милан Чопендев од Кавадарци. Другарот. Зошто се промени Керко на трендафилот? Зошто Фиданко изведен ко моја мила? Вечно дете да останеше подобро ке беше. Изгоре во меракот многу високо да леташ. Мечтите твои составени од мисли во бои неуморно го отсликуваа виножитото кое ги прелага твоите ококорени очи во кои се гледаше задоволството во приликата. Нели го познаваш? Се свртев и немаше ништо за познавање. Истоумни го познаа, а јас го распознав. Зарем те прелага и го променија тоа што си? Од јатото гуски кои знаат каде летаат, стана црн гавран кој не ги распознава знаците на добронамерните критики. Ти народното дрво накале ми дива овошка, која убаво изгледа, кога ќе ја пробаш, ти ја шмркнува душата како заробен воздух во вакуумот на смрденото онакво. Зошто ги заборави петлите облечени во крлушки на кои со восхит се гледа, а се облече во темнина која со раце може да се напипа? Зарем ти лежи името што ти го ставија новите кумови? Предностие го носиш со себе. Зарем не ти смрди? Или веќе немаш нос за мирисање? Кој те обезличи или пак не си свесен дека е обезглавена твојата верба во себе? Носиш маска. Не можам да видам кога се смееш, кога си тажен, кога си истоштен. Не можам да ја видам брчката помеѓу устата и брадулката која ми најавуваше дека нешто не е во ред со тебе. Зарем треба да живееш и да загинеш како некој друг? Или ти си веќе свесен за другоста во тебе? Троножното столче се уште е тука и ти нуди одмор под сенката на меките гранки и лисијата на родната смоква. Минатото е доволна причина за да бидеш сигурен во иднината. Ретровизорот, погледни во него.
Инаку, минатогодишната победничка на 12 години поето след Македонија е Марија Грубор, која втор пат е победничка и оваа година на 19 јануари ќе не представува на Европскиот поетски слем во Антверпен, во Белгија. И јас со задоволство ќе ја прочитам една незина малце подолга и чудна песна која се вика Ентропија. Светот кој некогаш го сакав се дроби во молекули и атоми. Се двои на електрони, неутрони, неутрини, се полуди и поситни, само живи импулси. Информации, пречки и шумови со вртоглав вител на ентропија, надвор од локалната економија, надвор од регионалната администрација, националната гордост и селективната историја, надвор од стратосферата и полето на гравитација, галаксијата се излева далеку од мојата юрисдикција. Видете, луѓе, видете, јас не сум од тука. Моите очи со бојана струја доаѓаат од зади олујата. Кога прв пат заминав од дома, жетвата на рж се собра околу мене како преградка за збогум. Животот престанав да го сваќам сериозно, дури откако го изгубив. Сосема непонизно. Откако ми се стркала од раце како скината кеса од домат и замина да одмори од мене. Скитав долго, по сонливи релјефи, без очите да ми сретнат на себе слични, пресушени бунари, со доживотна осуда на пилули, поплави и шуплини, порозни таленти и црни срамови, топло облаче од ступор, нема место за срам на Инстаграм. Мојата состојба мора да се прекјути, за неа зборуваме само откако некрологот ќе пожолти. Долго чекав некој да ме ослободи од оваа ужасна провидна кутија низ која гледам како сините неба се топат во сина вода. Но синилото не можам да го допрам. Мојата палета е монохрона, ги лижам облаците преку стакло и заспивам гладна. Не сакам правда. Сакам плата, не сакам правда, сакам добра камата, за да си купам соништа од каталог, додека пластиката згуснува во океанот од моите мисли се мрести цената на лебот. Мојот доктор е млад, има испотен мев, скапана кожа и скапа кола. Тој бавно одмавнува со главата додека ја чита мојата историја. Како да чита било чија историја. Може воопшто да биде сместена меѓу две капки пот на една млада ќелавица. Моите дланки се кршат под тежината на неговите наоди и мислења. Ова е свет кој ги премостува разликите со сјаен, фантастичен квалитет, а резултатот го носи гордо како пластичен цвет во преден джеп, движејки се мижејки. Ова е свет кој мисли дека навистина постои нешто наречено идентитет, како да тоа не е само еден бизарен сон на пчели кои не прават мед. Никој веќе не говори за лудило и сиромаштија. Сите чекаме да поевтини храброста за да ја купиме кесичка по кесичка. Вие сте моето огледало, а во него гледам само шумски пожари. Вчера изгорев јас, но утре може би ќе бидеш ти. Застани, застани на моите раменици и види подалеку. Воскресни ја оледената болка и всели ја во сад надвор од своето тело, потроши ја ко гориво за да допреш звезда, стори ја стреја за следниот исцрпен талкач. Јас се плашам дека нема да ви се допаднам. Дали доволно се насмевнав?
Дали премногу зборувам, премалку, прегласно? Јас не смеам да зафаќам премногу простор и премногу време. Никој не може предолго да гледа во окото на едно невреме. Светот е на силните, на итрите, на пробивните, сетилните, оние кои гризат и грабаат насекаде, пластичните и пловидните, оние кои не го допираат дното. Овој простор се шири, наизменично жив и мртов, а ние сепак се собравме. Не е важно ако последните возови заминат, вечерва има прекрасен мирис на алги и нагли времиња на асфалт и зовриена кајсија. Долго патувам кон водата на брегот. Еден поет фаќа риба и шепнува збор и љубезно ја враќа назад. Заостанувам и пред мене илјадници годишни времиња се вивнуваат и пеплосуваат по лињата со рж, сонуваат и во сон умираат. И крајот на природата наближува со мрамор на шуплива таблета, потопена во зајди сонце без една сенка. Во принцип, се повеќе поети има на брегот, а се помалку зборогладни риби. Иако меѓу нив светот се дроби во молекули и атоми, исти се двои на електрони, неутрони, неутрини, се полуди и поситни, саможиви импулси, информации, пречки и шумови со вртоглавителна ентропија. Галаксијата се излева надвор од точката каде историјата се пресекува со сечија. Ги гасам очите и се враќам во водата. Да скокнеш во себе, да се разбудиш, облечен во Вселената. И повтор пат Валерија Дамчевска. Следе круг, па ако некој сака или има волја, желба, слободно. Ако само мислам дека е таман. Пошто преги реков дека не знам да пишам љубовна поезија, Си спишман. реков ке пишам, не напишам, затоа ќе кажам дека не знам да пишам. За мене има една вистина, скриена во старата витрина, покриена со еден прст прашина. Не знам да пишам љубовна поезија. Се трудам да ја опишам силната кохезија и кога ќе пробам, добивам амнезија. Ама некогаш замислувам. Некогаш замислувам дека сум љубовен поет, дека пеперутките ми се во стомакот наместо негде во лед. Не сум љубовен поет. Ама ако бев, ќе ги пишев рачно песните. Ќе те опишев како Данте Беатриче. На изграј сонце тајни ќе ти откриев. Не сум љубовен поет. Ама ако бев, писма како Рацин на Рада ќе ти пишев, крв врзнив ќе лиев, името твое како мое ќе го земев. Ама јас не сум љубовен поет. Ама ако бев, ќе те пречекав со дајре во мојот свет. Лом да напреш ќе те оставев. Како мало трнче да ми влезиш под кожа ќе те пуштев. Ќе оставев годишниците нагоре да се бројат, ќе оставев нашите дланки да се спојат. Дури планој за еднината срцата ни кројат. Не сум љубовен поет. Ама ако бев, ќе ти кажев дека најубаво ми е да седам со тебе во петок навечер. Без срам и перде ќе ти кажев колку силно ми чука срцето од погледот твој и дека можам гласот да ти го слушам со деној. Ама, знаеш,
Јас не сум љубовен поет. Не знам да пишам љубовна поезија, а ти очекуваш да ти рецитирам милозвучни стихови во предигра. За поезија љубовна немам појма, а ти очекуваш да ти кажам дека те сакам во поетична форма. Не сум јас љубовен поет. Не го носам тоа во мојата генетика. Нема да ти рецитирам романтика во 3 пополноќ, искажвањето милост не е мој порок. Јас не сум љубовен поет. Екзистирам во бруталниот свет, трагам за живот во слободен век, создавам нијанси на отворен менталитет и за трулото барам лек. Не сум поет што пиши за љубов. Јас пробвам да го променам општеството кутро. Наместо љубов и топлина, секогаш го избирам студот. Јас не знам да пишам поезија за љубов. Реалноста ја представувам грубо. Пишам за да постигнам нешто друго, пишам за да покренам свест и да пратам вест. Пишам за промени со некаков чуден гест. Дури мислите си ги главам на тест. Јас не сум љубовен поет. Јас не нижам љубовни зборови што тежат. Јас зборам и пишам за тајните што на реалноста му тежат. Не сум јас љубовен поет, јас крварам болна вистина за овој свет проклет, проклето нека е. Фала. Има ли расположение за уште поезија? Обично 2 часа поезија дури на најголемите љубители му е премногу. Ние сме издржували и повеќе, ама не сте овде на издржување, мислам. Треба да имате желба, љубов и порив за оваа работа, мислам, тоа е поентата. Еве Лазар се пријави од Аризанова. Иначе Оливера Аризанова од Струмица, една глумица од Струмица, ми е многу драга колешка, да не ти е братуча? Штет. Апсолутно е можно, не да е можно, туку е пожално, брате. Тоа кажувам, требаше да биде тихо, ама тихо гледам бира една многу убава песна, се надевам дека ќе избери таа што јас најмногу ја сакам. Да. Уште еднаш да го поздравиме и домајкинот, не, Лазар Аризан. Интересно ми е, стварно, за прв пат, затоа инсистирав уште една да... Јас морам како техничко нема лице проблем. да ги средам сите. Благодарам. Само сакав да дознам кој вид на цвет си, штом шириш толку убав мирис, а пак и изгледот. Посебната убавина која што доволно е само во очи да ме погледнеш и ме трескаш од земја. Се прашувам, вистинска си или пак сонувам? А што ако ги протриам очите? Не сакајки триејки ги очите, видов нешто што сече. Нешто што ја поминува низ морето и прави пат, тргајки ја водата. Нешто што зборја нема уста, гледа, а нема очи и сече, а нема острина. Камо да нема раце да ги протриам очите. Си зборев со малото гласче во главата, која ме утешуваше дека ќе се најде нешто што ќе ја излечи болката што не се гледа, а боли, не се осеќа, а сепак не ти дава мир. На крајот пред да овенеш, пушти светлина. Испушти светла дамка која ќе се вивне во небото и ќе свети секоја вечер да ми биде свеќа во темната соба и водич на непознат пат. Па пусти од јас да ослепам гледајќи ја силната светлина на твојата дамка. Фала. Колкав си пораснал? До климата е сигурно. Овогодинешниот лауреат на Струшките вечери на поезија беше еден исто голем поет и се уште е. Се надевам дека го познавате и го сакате да го читате и да го слушате. Не? Знаете кој? Влада Урошевиќ? Сте чуле за него? Одличен поет и книжевник. Ова песна се вика Слобода. А Марија Грубор има напишана една песна која се вика Джиш Слобода во 2017 со таа победи на Слемот, исто така ми е една од омилените. Птица со 5 крила што лета над измислена земја. Дрво што патува недозволено со сите полиња што му ги нудат. Вода
што се искачува кон својот извор, решена да оди уште понатаму. Риба, на која издодеало молчењето и која го учи говорот на статуите. Планина, што се откажува од својата тежина наспроти поговорките, наспроти сваќањето на нужноста. Пеперуга, која сваќа дека токму со надминувањето на нужноста се доаѓа до слободата и затоа ги спалува своите крила врз пламенот на свеќата за слободата. Растворлив споменик, кој покрај тоа е изложен на дождот. Ноќ, како ова, која сака да има најмалку 5 сонца во својата соба. Цвет, кој се откажува од плодот. Поет, кој се откажува од зборовите, но сака да го сочува обликот на песната. Космонаут, кој излегува од бродот и зачекорува во ништо. Камен, кој фрлен високо не сака да падне одново на земјава. А после Владо Урошевиќ, кој друг, ако не Тихомир Јанчовски. Јас заедно нодев си сум таа ми лежи уште. Помина пред стаја приклад. Гледам дека овде имам неколку пригодни песни, бидејќи се за овој месец и ова време од годината, за декември, а често пати и во подолги периоди, а и во самата година ми се повторуваат и расположение и мисли, па така ми дојде да ви прочитам 2-3 од нив, не се долги. Кога земјата е замрзната, годината е при крај и деновите се куси, рано се стемнува, доцна осамнува, не може полошо. Сувиот студ е дрзок и безобразен, се пика во ногавиците и под здолништата, жените носат чизми. Зимата без снег е скоро никаква, како лето без сонце, како човек без љубов, како оджак без чат. Ова е време за лежење, чмаење и прослави, кои знаат да бидат жива досада. Но еве, од денес, денот ќе почне да наголемува. Лошо е да се копаат дупки кога земјата е замрзната. Декември без снег е сив и студен како пеплосано лице на мртовец. Човечката злоба и нетрпеливост тогаш се не само видливи, туку и тактилно присутни. Луѓето го вадат најлошото од себе и мафтаат со него како со знаме. Долгите ноќи оставаат трага, лоши зборови, коси погледи, стиснати заби, немоќ и нејасна желба за одмазда. Не судете никому во вакви денови, ако на еден му се стемни, на друг нема да му осамне. Тоа е голема и ужасна лага. Осами се и чекај да ти помине. Зимата не е за умирање. Завршив се што имав за оваа година, веќе немам ништо за имање. Веќе не работам ништо за себе ни за друг, доста ми е. Ништо со цел. Душата ми излезе и убаво се изнашета, време е да се прибере. Ќе чекам да дојде пролет и пролетта ќе дојде, како секој пат досега. Нормално, ако дочекам, тоа никогаш не се знае. Лошо е да заминеш неочекувано и одеднаш, особено зиме. Небото е темно и ноќта е црна, катран. Градот, светка и трепери, како елкиште украсено со новогодишни сијалички, црвени, портокалови и бели. Има и звезди на сводот над белите облаци. Благодарам.
бидејќи го спомнавме и гревото е да не прочитаме нешто и од него, особено на неговата 100 годишнина. Грозомор. Тука се раѓаат сами и гаснат сите нешта. Огромен камен, лузна, нејасен, немушт збор. Пролетта му е мајка и макеа зла и вешта, пепел на сонот, сон на пепелта. Грозомор. Го пијат суши, дождови црни го цедат. Ден со ноќ го трупа пласт со пласт. А врз неговата кора во рбетник се редат закостенети сенки од диво месо и страст. Тука ветриштата пиштат и темни сеништа вијат. Тука е првиот злочин и грев, и казна, и прекор. Тука и човек, и цвер во едно дувло спијат, и детето го оди својот незаоден чекор. Врз него расте лебот од горчлив, длабок корен, па затоа е сув и сладок и пече како пламен. Песно, ако те допре некој испосник морен, прими го да ти биде во горењето рамен. О, ружов грло, о, змио кроз двусни, ди вапеш во крвта со себе што спори, о, земјо на отрови, смртоносно вкусни, каменот во пламен се тркала, гори, гори, гори. Тука се раѓаат сите нешта и тука гаснат сами. Огромен камен, лузна, нејасен, немушт збор. Пролетта му е мајка и макеа што мами, пепел на сонот, сон на пепелта. Грозомор. Ацо Шопов, брате. Кажав дека е 100 годишнина, па мислев знаат сите. Виктор Спасовски. Не, краток ќе биде овој пат. Ова е како февруари, кратка, сладка. Често, се почесто, тишината е погласна од зборот, па кажува многу повеќе отколку гласот и вревата. Зборот може да е превртлив и лажлив, но тишината е јасна и гласна. Тишината е секогаш искрена. Блазен нему кој научил внимателно и јасно да ја слуша тишината. Поблиску е до вистината. Ех, таа громогласна тишина. Од Амброзија до Евдаимонија. Фала. Сега пред крајов, овде имам уште малку бело вино, црно вино, кисела вода и така нешто. Ве поканувам додека Методија Костовски ми отпее една две песни од неговиот прекрасен репертоар. Еве јас ќе му бидам стојка. Обично имам таква носечка улога во мојава професија. Треба да го испиеме до 9 часот на што е ондека, иначе ќе ни остане, а нема смисла да се баци. Греота е, па штета би било да се баци. И после продолжуваме, не очекува Елена. Уште
Ще кой една песна? Велена, Биланчо, ја иде да финиширам. А може ли некоја која е инспирирана од публика? Ајде, видите бесплатно. Менде свирате, ти избега публикава, брат. Свири ми, брате, цигари. Едината може и на... Какво, црвено или бело? Бело или црвено? Бело чисто само малко. Едно бело, да. Очакување ме патите уште. Не разпеам.
You make me feel like I am free again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. However long I stay, I will always love you. I will always love you. You make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. However words I say, I will always love you. I will always love you. Абе ти даде? Јас уште едно ти донесам од другата страна. Едното ти е вепче, другото ти е сиренце, брат. Така те реги. Ајде да слушаме. Кажете ми нешто убаво. Видите, јас нешто да победи сиренце. Ајде ти да. Ајде по тој. Ајде сприват. Не са, не. Не. Ајде. Да слушаш по-добро ќе ви додува. Заедно сме го убили. Съгласен. Imagine there's no one. It's easy to try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living on today. Imagine there's countries. It isn't hard to do. Nothing to kill.